Макроекономските показатели се одлични и позитивни, а и ликвидноста на буџетот е одлична и од тој аспект нема потреба од ребаланс на буџетот, оцени министерот за финансии Драган Тевдовски, укажувајќи дека анализи секако се прават и доколку се смета дека треба да се направат некои корекции, тоа ќе биде соопштено. Сите макроекономски индикатори се одлични и се позитивни и се движат во позитивна насока. Индустриското производство, објавено минатата недела, покажа раст од 8% во однос на јули лани, а за 7 месеци од оваа година раст од 5,6%, што покажува дека во 2018 година индустријата сериозно почнува да расте во однос на состојбата во 2017 година. Исто така извозот е силен и е повисок од 10% по различни месеци, некаде и повисок. Кредитирањето е силно, инфлацијата е целосно под контрола. Потоа кај деноците, кои се најдобриот индикатор дали економските субјекти ја движат економијата и работат, има одлична наплата и сериозно зголемување, согласно проекциите, а некаде и повисоки. Сето тоа укажува дека ликвидноста на буџетот е одлична и веројатно прв пат по многу години имаме одлична ликвидност на буџетот и можеме да реализираме се, односно не постои ништо што чека во трезорот, изјави министерот за финансии Драган Тевдовски денеска одговарајќи на новинарски прашања по потпишување на договори со општините во рамки на проектот со Светската банка. При тоа додаде дека од тој аспект немаме потреба од ребаланс, но како што посочи, секако правиме анализи и ако сметаме дека треба да се направат некои корекции, тогаш ќе излеземе и ќе соопштиме. За реконструкција и изградба на локални патишта ќе се инвестираат околу 70 милиони евра, кои ќе се обезбедат преку Светската банка, преку проектот за подобрување на општинските услуги, изјави министерот за финансии Драган Тевдовски за време на потпишувањето на договорите за финансирање на општинската инфраструктура. Станува збор за средства од 4-годишната стратегија за соработка со Светската банка, кои најдобро ќе се искористат ако се вложи во локалната инфраструктура. Потребно овие средства да се вложат во локални патишта кои се потребни низ целата земја, а кои ќе ги подобрат услугите кон граѓаните, а воедно и ќе ја придвижат економијата, истакна Тевдовски. На вчерашната седница владата ја разгледа и усвои информацијата за потребата од подобрување на состојбата на општинската патна мрежа и за таа цел задолжи повеќе институции, меѓу кои јавното претпријатие за државни патишта, да изготви детална анализа и преглед на рехабилитирани општински патишта со помош на средства од заеми одобрени за таа намена. Исто така побара да се изготви преглед на годишните износи на финансиските дотации до единиците на локалната самоуправа, наменети за одржување на општинските патишта за последните 10 години. Задолженија добија и ЗЕЛС во соработка со општините и Министерството за локална самоуправа да изготват анализа на состојбата со општинските патишта и преглед на општински патишта во лоша и многу лоша состојба, во која ќе вклучат приоритети. По добивањето на овие анализи, Министерството за транспорт и врски требаше да достави акциски план за подобрување на состојбата на општинската патна мрежа.